зрее летото, а зреат и плодовите во градината на Филип, сигурно и во вашите градини, но немој да се изненадите ако зреењето е успорено. Големите температури, високите температури, силната инсолација може да предизвика успорување на процесите кај растението, а еден од тие процеси е и зреењето. Така што наводнувајте редовно и со добро наводнување, едноставно штом имаме добра почвена влага и штом малку температурите ќе се намалат, зреењето ќе си се стабилизира и ќе се зголеми. Во мојата градина се поинтензивно почнуваат да зреат доматите, што многу ме радува. Сакам да наберам што поголеми количини и да направам кетчап, да направам доматно пире и домата. Многу ги сакам доматите во сите облици, а ако остане некој домат, ќе направам и сушени домати и сушено чери со маслиново масло, што е еден многу убав медитерански рецепт. Велат, две лубеници под иста мишка не се носат, но да видиме дали оваа емисија ќе може да издржи дури двајца прекрасни соговорници. Денес го имаме Димитар Самарџиев од иницијативата Бостание, од Општествената градина Бостание во Скопје. Ќе ни зборува за една многу убава и многу убаво реализирана иницијатива, што можеби ќе не поттикне нешто слично да направиме и тука. А вториот наш соговорник е Кристијан Шемко од фарма Зрзе во Зрзе, со кого ќе зборуваме за најдобриот начин на производство на еколошки јајца и како најубаво да се грижиме за нашите кокошки. Јас лубеници годинава не успеав да произведам, пробав, но мојата почва е многу долго необработувана, со многу мал хумусен слој, а тоа го бара лубеницата. Токму затоа си имам добар комшија кој дури од Коњари ми донесе лубеници. Поздрав до комшијата Оливер. А инаку, во денешнава емисија ќе зборуваме токму за лубеницата, зашто според некои традиции баш на 19-ти на Свето Преображдение треба да почнеме со јадење на лубеници и грози, да видиме зошто тоа е така. Но ќе учиме и како на еколошки начин да произведеме лубеници. За цвеќарите ќе зборуваме за цвеќето што сите го посекувате во вашите домови, зашто многу долго трае како режан цвет. Тоа е цвеќето статика. Кристијан од фарма Зрзе ни подготви рецепт, ќе видиме за каков рецепт станува збор. Во рубриката Само домашно ќе ви представиме и ќе ви дадеме можност од каде да набавите кори или јувки, од каде да набавите убава јадка од орев, од каде да набавите аронија, од каде да набавите козињак и солени ролати. И секако јајцата на фарма Зрзе. Затоа бидете во сите наредни минути од оваа наша дружба во градината на Филип. Седумнаесет часоти, 17 минути, надвор дува ветер, а градината на Филип е втор пат во етер. Драги гледачи, слушнавте и слушатели, слушнавте и видовте за кои теми ќе зборуваме денес. Со мене во студиото е Никола Димески, нашиот технички уредник, со кого заедно правиме да ви биде убаво овие 2 часа и се надевам дека ќе биде така. Зборуваме најпрво за лубеницата, која овој период е актуелно овошје, кое сите го посакуваме и со големиве температури сите сакаме да го имаме на трпеза во што поголеми количини, за да едноставно се разладиме, се освежиме и ни биде убава. Вие слободно можете да се јавите и да одговорите на прашањето зошто токму на 19 август според некој обичај треба да почнеме да јадеме лубеница и грозија. Јас навистина не знам.
Се потрудив да барам, не најдов таков податок, па јавете ни се и кажете ни зошто на Преображение треба да се јаде грозје и лубеница. Лубеницата припаѓа на фамилијата на кукурбитаце, значи на краставици. Краставиците, лубениците, дињите припаѓаат на иста фамилија. Обично кај нас во Прилеп лубеницата, ако не е блага, велиме ау каква е ова ко крастајца. Има врска, има логика затоа што припаѓаат на иста фамилија растителна. Лубеницата развива снажен коренов систем и се развива до зоната на 40 сантими од земјиштето, а главниот корен може да допре до должина од 2 до 3 метри. Има разгрането стебло и на него се најдуваат ползечките гранки, кои се распространуваат, на нив се оформуваат цветовите и се оформуваат на крајот плодовите. Бидејќи е полна со вода, огромен процент на вода содржи, лубеницата бара многу вода, значи редовно наводнување, инаку цветовите кај лубеницата се разместени поединечно и се со изразито жолта боја, се отвораат во утринските часови, исто така и кај тиквата, и значи цветаат само еден ден, тоа се оплодените цветови, а неоплодените пак женски цветови остануваат отворени и следните денови. Лубеницата се вели дека е странооплодна билка, значи најчесто се произведува од расат, а може и директно од семе да се произведе, особено кога станува збор за мали површини. Се одгледува на отворено поле, се одгледува и во градините, а може да се одгледува и комбинирано или пак во пластеници. Сега што би значило комбинирано? Значи во поладните месеци засадуваме ние лубеници под затворено, во фолија, и потоа како се зголемуваат температурите, така ние ги отстрануваме фолиите, значи продолжува лубеницата да се оформува на отворено. Може и без повремено греење да се случи такво одгледување на лубеницата на отворено. Лубеницата е потребна минимална температура за проникнување на семето околу 15 степени, а оптималната е околу 30. Ако температурите во текот на одгледувањето паднат под 10 степени, растението почнува да жолтее, значи немаме успех и многу тешко се опоравува лубеницата од ниските температури. Влажноста е многу важна, рековме, и во времето на растењето на плодовите, значи затоа што плодот е огромен и полн со вода, потребна е добра влажност и потребно е наводнување кое се прекинува 10 до 20 дена пред да почнеме со берба на лубеницата. Лубеницата бара растресито земјиште со добра структура и длабоко да биде изорано. Еве, видовте во мојот случај, јас морав да добијам на подарок прво, па потоа и да си купам лубеници од мојот комшија, инаку затоа што мојата бавча има земја која не е добро структурирана, многу долго е необработена, нема воздух доволно, нема аерација, не е растресит слојот и богат со хумус, и едноставно јас посеав, значи ставив семе, лубеницата никна, меѓутоа тоа растението ќе се појави, меѓутоа не може да се развие, а да не зборуваме да заврзе плод. Лани имав едни многу мали лубеничиња во еден дел и многу мали динчиња, повеќе беа за, не знам, за сладко или за туршија, отколку за јадење. Земјата, рековме, треба да биде теренот да биде растресит, идеални се алувијалните земјишта, каде што водата не се задржува, и глинесто песокливите земји. Ако почвата е ако почвата е збиена, влажна или ладна, тоа не е добро за лубениците. Има сличен плодоред на краставиците,
Најдобро е пред лубеницата на тоа место да имаме да сме саделе пиперки, домат, компир или грашак или некоја трева. Зборуваме за некоја корисна трева. И добро е на секои 4 години да го менуваме плодородот. Значи, ако на земјиштето што годинава сме саделе лубеница, мора да оставиме 4 години да поминат, па на истото место пак да садиме лубеница. Ние ќе зборуваме и за обработката на земјиштето, ѓубрењето, сеидбата, негата на насадот и нормално финалното берба, но сега предлагам да се одмориме малку со музика и потоа да продолжиме и да видиме што се ни е потребно и како најдобро да одгледаме лубеница.
Денеска ги слушаме, односно го преслушуваме албумот прв, за сега еден и единствен на Добрила и Доријан Дуо, кои на 21 август овде во Прилеп на отворено ќе имаат концерт. Се надевам дека новиве мерки сепак ќе дозволат да се случи тој концерт, за кој јас многу се радувам и затоа денес во градината на Филип го преслушуваме албумот да се загрееме, да се подготвиме за концертот. Во врска со лубеницата, сакам уште да ви кажам дека постојат повеќе различни начини на одгледување. Може да се случи одгледување во ниски тунели, да се одгледува од расад. Потребно е меѓуредно култивирање во однос на негата на расадот и секако од почетокот на плодонесењето потребна е посебна нега за да имаме здрав плод и за да од сите страни сонцето добро ја огрее лубеницата. Најчесто кога станува збор за мали површини се врши превртување на лубеницата за од сите страни да ја огрее сонце. Лубеницата е зрела за време од 80 до 95 дена од денот на седењето и има многу различни сорти на лубеници кои имаат различна вегетација, а порастот и зрењето на лубеницата директно е врзана со бројот на сончеви денови. Најдобро е лубениците да се берат наутро со одсекување на дршката со нож или механички, а приносот кај лубениците зависи од за каква сорта станува збор и каков е начинот на одгледување и се движи од 20 до 60 тона по хектар. Уште да ви кажам дека во 2010 година во Македонија се произведени 134 запирка 885 тони лубеница, а лубеницата како инспирација во уметноста и во популарната култура се споменува, имаме песна Лубеница на рускиот поет Едуард Багрицки, го имаме расказот на Бранко Ќопиќ Пустото востаниште, расказот на македонскиот автор Мирисот на расечена лубеница од авторот Димитар Солев, расказот Бостанџија на рускиот писател Михаил Шолохов, расказот Лубеница на македонскиот писател Генади Болиновски и песната на американскиот џез музичар Хебри Хенкок насловена Човек Лубеница. Толку за лубеницата, продолжуваме со нашиот прв гостин за денес и пак продолжуваме нешто поврзано со бостанот, со лубениците, Димитар Самарџиев од Зелената арка. Ако се слушаме, бидејќи го имаме преку Skype, добро вечер Димитар и добре дојде во градината на Филип. Добро ве најдов. Да, би сакале и многу би било подобро да сме заедно во живо, но еве и вака успеавме да се поврземе и да помуабетиме. Да ви го представам на гледачите и на слушателите кој е Димитар Самарџиев. Тој е координатор на проектот развивање на прва урбана градина во градот Скопје и во рамките на тој проект е основана општествената градина Бостание. А додека Димитар во рамките на Зелената арка е член на извршниот одбор. Димитар, зошто зошто името на општествената градина е Бостание? Има повеќе причини. Со текот на тоа како се развиваше, да ја наречем така, заедницата на градинари во општествената градина Бостание, некако се роди потребата да оформиме некаков идентитет што ќе не издвојува, затоа што понекогаш ја нарекува градината со имиња што можеба не ни се допаѓа. И така имавме предложено неколку имиња, а ова име им се допадна најмногу, инаку треба да потсетува и на Бостон, затоа што на површината каде што сега се наоѓа тој парк во Ново Лисиче на селбата во Скопје, порано имаше
градинарски култури, имаше дури и житни култури, а доста беа застапени и лубениците и дините. Така што се надоврзуваме некако на тоа наследство таму на тој простор. Од друга страна сакавме малку и да потсетува на Востание, па само една буква разлика има. А ако се повикаме некако на турскиот јазик кој има доста влијание тука на македонскиот јазик, имаме доста зборови слични и исти. Бостан значи градин. И пред некој ден забележа дека формата Бостание всушност значи градината определена. И така. А кога сме на темата за Бостание, како е Бостанот кај вас во годинава? Па скромно имаме Бостан, не знам дали е тоа доволно да го оправдам името, но предстојат и други сезони. Така што ќе се потрудиме во следните сезони да дојде до израз тоа како знак на препознавање на општествената градина. Со оглед на тоа што температурите беа многу високи и имавме многу малку врнежи, сите оние што екстензивно градинарат се соочуваат со проблеми во однос, особено на тие култури кои припаѓаат на фамилијата на лубениците. Например, кај мене во градината краставиците листот им е супер, цвет носат, меѓутоа не можат да заврзат плод или она што го заврзуваат е така ситно, малечко. Но ние да се навратиме најпрво на иницијативата Зелена арка. Малку повеќе да ни раскажеш како сета таа иницијатива започна, кога започна, со какви цели, а понатаму ќе говориме за што досега е постигнато и потоа ќе го ставиме фокусот на вашата градина. Зелената арка е граѓанска организација основана 2007 година и главните насоки, водилките според кои што делува организацијата се низ гледната точка на пермакултурниот дизајн. Ако треба некое запознавање за слушателите и за гледачите, пермакултурниот дизајн ќе се обидам што е можно покусно некако го објаснам, затоа што тоа е да, би било убаво и потребно, затоа што кај нас е сепак ново, иако истражувајќи за пермакултурата, всушност сваќаме дека тоа е навраќање на некој начин на основата, но повели ти попластично тоа, објасни им го на нашите слушатели и гледачи. Да, во пермакултурниот дизајн секако се вградени и тие традиционални знаења, затоа што се повеќе од потребни, и тоа зборуваме за традиционални знаења поврзани со било кој аспект на живењето, било кој дел на целиот свет, затоа што овој мултидисциплинарен пристап за дизајнирање функционални системи по примерите што ги гледаме во екосистемите во природата е основан од Бил Молисон и Девид Холмгрен во 70-тите години во Австралија. И тие биле отворени тогаш да примат доста влијание и знаења од секакви дисциплини, не само земјоделството, тука и архитектурата, тука и енергетиката, потоа општествените односи многу се битни во пермакултурниот дизајн, да се обрне особено внимание на меѓучовечките односи и на градењето од здрави и издржливи заедници. А што се однесува до почетоците на пермакултурниот дизајн тука во Македонија, тие се уште од 1999 година, по заминувањето на бегалците од Косово, околината на Чегране била видливо оштетена, така што се појавила прилика Джеф Лотон, еден од тековно побитните ликови во пермакултурниот дизајн, со помош на Обединетите нации, мисля, че UNDP, направил таму зафат, првиот зафат основан на пермакултурен дизајн кај нас е тоа. А понатаму има други обиди, разни иницијативи кои дали целосно се повикуваат на пермакултурен дизајн или делумно некои аспекти се обидуваат да инкорпорираат,
зависи од секоја ситуација. После, ние како граѓанска организација, како, речем, светоглед, ги имаме основните етички начала на пермакултурниот дизајн, тоа се грижа за земјата, грижа за природата, како планетата Земја, грижа за човекот и фер распределба на ресурсите или пак ако се создаде некако вишок во системот. Тука тоа е поврзано во повратна спрега и со ограниченоста на ресурсите на планетата Земја, така што уште при самиот пристап, кога се осмислува било што во рамките на пермакултурниот дизајн, се прават темелни анализи колку ресурси имаме на располагање и како најфункционално и најефикасно може тие да се вградат и да се надополнуваат како елементи едни со други, за тој систем да не зависи толку многу од надворешни внесови, импути на енергија или ресурси, туку да има кружно движење и повеќекратно искористување на ресурсите во рамките на системот на кој што му посветуваме внимание и го развиваме. Накусо би било тоа, а крајниот резултат би било да нема отпад. Туку се да се ползува за понатамошен развој и надградба, растеж на системот. Но не онаков растеж како што сме навикнати, не според така ги наречам капиталистичките норми, туку растеж кој е пред се во полза на заедницата и тоа најчесто локалната заедница. Чинам дека вашата градина веќе 2 години обстојува. Да. Рековме од сите активности на Зелената арка кои се побројни, значи тука беа и едукацијата која беше и на затворено и на отворено, но како дојде до иницијативата токму за градината и малце да не запознаеш кои луѓе се вклучени, какви можности има, како можеа луѓето да дојдат, како е распределена таа површина и како денес функционира градината, општествената градина во Станје. Да. Па до основањето на оваа градина дојдовме постепено. Првиот обид е уште 2008 година, траеше до 2009 година. Тоа беше една показна едукативна градина на кеот на Вардар во општината Карпуш. Сега, ако може би се текнува, е на местото каде што се наоѓа таа вештачката карпа за качување, за алпинизам. Понатаму имавме нешто слично. Градина направивме за потребите на социјалниот центар Надеж во Шуто, Ризари. И тоа беше интересен проект, каде што беа вклучени штитениците на тој центар, претежно деца од предшколска и школска возраст. И заедно со нив поминавме 3 сезони од прилика, каде што тие има можност да научат нешто за градинарството, нешто за пермакултурниот дизајн и секако да се насладуваат на плодовите од градината. Ова сега што го работиме, како што каже, во рамките на проектот наречен развивање прва урбана градина во градот Скопје, кој е поддржан финансиски од самиот град Скопје и е дел од таа зелена стратегија или одржлива стратегија за развој на градот Скопје. Ние имавме можноста да учествуваме на тој конкурс и откако ние доделија довербата и одговорноста да го спроведеме ова, направивме соодветни анализи и потоа го развивме пермакултурниот дизајн на градината. Што е специфично за овој тип на градина, зашто нарекуваме општествена или може би уште заедничка, затоа што сепак концептот е од англоамериканската култура, community garden е оригиналниот наслов. Сето тоа се однесува на заедничкото градинарење. Група луѓе се собираат и со здружени напори, при што разменуваат знаење, се подкрепуваат едни со други, градинарат на определени површини. Кај нас во градината е организирана на 3000 метри квадратни. Тој начин
каде што сезонски може некој од корисниците да го посвети своето внимание и да одгледува градинарски култури, е определен со парцели од 50 метри квадратни, но не е единствениот начин на учество, затоа што така се распределени половина од целокупната површина на градината, околу 1500 метри квадратни во 30 парцели. Остатокот е заеднички, целата е заедничка, а ова е заеднички во смисла дека е отворен и за луѓе кои не можат долгорочно цела сезона да се посветат на 50 метри квадратни исклучиво, туку повремено може да се уфрлат кога имаат слободно време, можност, желба, волја и сила за градинарење и немаат таква обврска и одговорност да се грижат исклучиво за определени 50 метри квадратни, туку може да им помагат на другите градини, може да работат во поширокиот заеднички дел, во подигнатите леи, каде што е отворено и е концепирано да може да се одржуваат образовни активности во облик на работилници практични, посветени на градинарството и слично. Ти благодарам што исцрпно ни долови како сето тоа функционира, додека ние разговараме. Можно е да имаме можност да го погледнеме и видеото за подготвување на топол компост, но прочитав коментари од луѓе и тоа е генерално кај нас така, се уште во принципите на традиционалното земјоделие, на секоја тревка на секое растение кое ние не сме го засадиле, гледаме како на коров. На нешто што е штетно и кое треба да се отстрани. Но ние што се занимаваме со органското, па пред се кои ги следиме принципите на пермакултурното одгледување, знаеме дека тоа не е така и дека секоја трева си има некоја своја улога во градинарењето. Кој е твоето видување и како да помогнеме да ги насочиме луѓето и да им укажеме дека тревата не пречи и како да ги пренасочиме. Исто и како одговарате вие на тие негативни коментари? Да, го забележав и јас истиот коментари, забележав и како одговори ти, што е многу блиско до тоа што ќе го кажам јас сега. Целиот пристап според пермакултурниот дизајн е следниот. Ние се обидуваме што е можно поцеловито да го согледаме и осознаеме светот околу нас и го разгледуваме по принцип на екосистем. Во екосистемот знаеме дека има сложени соодноси меѓу сите чинители, па така сите тие плевели или растенија кои се на место кое ние не го посакуваме како луѓе, се тука, затоа што тука има услови за нивен развој и тие во најмала рака ни се показатели какви се условите на тоа место. Тоа е првично нешто што може да ни биде корисно. И ако се обидуваме да се однесуваме во согласност со природните законитости, би требало малку барем да се воздржиме за миг или некој полог период колку што можеме од такви драстични интервенции каде што целосно ќе го нарушиме постоечкиот екосистем, туку да си дозволиме време за наблюдување, да се огледаме зошто нешто е тука, зошто нешто вирее, зошто не. Сите тие така наречени плевели се показатели за состојбата на почвата, за состојбата на водата на тоа место, дали тука има определени микроелементи, дали има доволно развиен микросвет во почвата, дали тоа е некаква набиена почва, дали е таа растресита, дали е богата со хумус, дали е осиромашена. Сето тоа на некој начин може да се прочита од растенијата кои виреат на тоа место. А згора на тоа, големиот број од тие така наречени плевели, всушност може да видат билки кои се употребливи не само за јадење, туку може би да бидат и лековити. Например, најголемата мака во градината ни е троскотот, затоа што тоа се тревници. Ние таму наставивме на тревник, тоа беше претходно парковска површина. Но кога истраживме, видовме дека коренот од тој троскот, од тоа растение кое е многу упорно и тешко се отстранува,
всушност може да помага ако се користи исушен како чај при воспаление на простатата. Додека надземниот дел, тој што е тревестиот, зелениот, можел дури да се употребува и во смудито, нели сега е доста популарен напиток. Така што, ете, дури на навидум најупорните, најнападните и така најраспространетите растенија може да им се најде некаква намена. Ние секако не оставаме се да биде заплевено, немајте да мислите дека воопшто не интервенираме, напротив, плевењето ни е секојдневие, но не се потресуваме толку многу ако е случајно некои делови не се до толку исплевени па да видиме гола почва. Затоа што ако ја оставиме почвата гола, тогаш следува сериозна деградација на почвата. Ниедна почва не може да обстојува, микроорганизмите во неа не можат да живеат ако е таа сосема соголена, затоа што врз неа атмосферските влијанија ќе бидат сериозни. Ќе пече сонце, ќе се зголеми температурата, ќе испарува побрзо, ќе се набие кога ќе одиме врз неа. Исто така и при длабокото орање долгорочно, се тој жив свет кој всушност ја прави подлогата за ние да имаме плодоносни, здрави, издржливи растенија, затоа што се е тоа поврзано, растенијата ја црпат својата сила од здравата почва. Се е тоа нарушено и е изложено на процеси како ерозија, било тоа да е од вода или од ветер предизвикана. И тој процес на осиромашување на почвата за жал е многу распространет низ целиот свет. Така што сега можам да речем дека голем број луѓе дури и очајно се обидуваат да почнат да се занимаваат со регенеративно земјоделство и со, речем, повторно подивување на некои предели кои претходно биле сериозно нарушени од луѓето, затоа што тоа е нужно сега. Пред нас има сериозни климатски и еколошки предизвици, сериозно опаѓање на биодиверзитетот во секој поглед, од инсекти, животни, микроорганизми, и затоа мора многу внимателно да се настапа. Па од таа причина ние во градината селективно косиме, селективно плевиме, се обидуваме да помине сезоната кога тие имаат период на цветање, па да можат опрешувачите да соберат полен. Исто така тоа ни помага да имаме разновидност во поглед на тоа дека пружаат засолниште за еден куп разновидни инсекти. Сега кога кажам инсекти, првата најстереотипна реакција инсектите се штетници. Не, тоа не е точно. Голем број од инсектите се корисни. А ако ги уништуваме неселективно инсектите, ќе ги немаме ни корисните инсекти. И пак се враќаме на таа умерена интервенција во просторот, за да не предизвикуваме сериозни шокови на екосистемите, кои после тоа нас долгорочно ќе ни се вратат како уште поголеми шокови, ќе претрпиме уште посериозни штети. Димитар, ќе би сакал во вториот наш дел, кога ќе го заокружуваме овој разговор, бидејќи гледачите може да го погледнат видеото за правење на топол компост, накусо да ни го кажеш тој процес и накусо да спомнеме за последната ваша активност каде што направивте спој меѓу градинарењето и современата визуелна уметност. Но пред да зборуваме за тоа, ќе слушнеме малку музика, затоа што денес го преслушуваме првиот албум на Добрила и Доријан Дуо. Да уживаме малку во музика и се враќаме за неколку минути со разговорот. Stojan mi bolelegaja, mamo de, stojan mi bolelegaja, 9 godine legaja, mamo de, 9 godine legaja, 9 postelje skapaja, mamo de, 9 postelje skapaja, 9 pokrivke
трава ни канала, мамо де ниско ske trava ni kanala, niz oči crvi lazile, mamo de niz oči crvi lazile, niz usta zmije padale, mamo de niz usta zmije padale, niz uši moje letele, mamo de niz uši moje letele. Majka mu sedi do glava, mamo de, majka mu sedi do glava, i si go žalno prašuje, more de, i si go žalno prašuje, kaže si sine greovi, more de, kaže si sine greovi, ne li me mamo prašuješ, mamo de, ne li me mamo prašuje. Kada bemo mladi ovčari, mamo de, kada bemo mladi ovčari, kačimo gora zelena, mamo de, kačimo gora zelena, najdomo trlo ovčarsko, mamo de, najdomo trlo ovčarsko, utrlo rudija ganjca, mamo de, utrlo rudija ganjca. Fatimo trlo palimo, mamo de, fatimo trlo palimo, jaganjca tužno blejeva, mamo de, jaganjca tužno blejeva, to i mi sam mamo greovi, mamo de, to i sam pred Boga grešija, to i mi sam mamo greovi, mamo de, to i sam pred Boga grešija. Драги слушатели и гледачи на Радио Пела, на радиото што се гледа и почитувачи на емисијата Градината на Филип, ја слушавме песната од новиот албум на Добрила и Доријан Дуо, а наш гостин вечерва е Димитар Самарџиев од Зелената арка и од Општествената градина Бостание. Го продолжуваме разговорот поврзан со правењето на топол компост. Што е компост, Димитар, и накусо како се прави топол компост? Иако, додека течеше нашиот разговор, оние што не гледаат, имаа можност да го погледнат видеото кое го изработивте вие поврзано со правење на топол компост. Компостот е начин да се забрзаат малку природните процеси на разградување на органската материја и тој процес колку толку да се држи под контрола, за да имаме после завршениот компост определено количество богатувач на почвата, богат со органска материја, што најмногу наликува на хумусниот слој во шумите. Тоа е еден обид за имитација на тој процес. Има еден куп различни пристапи за правење на компост. Некои траат година, половина година, зависно од тоа колку внимание им обрнуваме и колку работиме на тоа да се разгради соодветно органската материја. На Универзитетот Беркли развиле еден метод за брз топол компост, тоа е релативно брз, сега во споредба со машинското производство на компост може и не звучи толку брзо, но во поглед на традиционалните начини на компостирање, каде што од
половина до една година, некогаш можеби и повеќе се компостирале органските материи. Со овој пристап, што е прилично едноставен, може за 18 до 20 дена да добиеме нешто што е речиси завршен компост. Зошто се нарекува топол компост? Затоа што се оди на таа појава на компостот да се загрева под дејство на метаболитичките процеси на микроорганизмите што се развиваат во компостот додека се разградува органската материја. Таа температура оптимално би било околу 55 до 60 степени Целзиусови. Ако ја оставиме неконтролирано, може да достигне и 75 степени Целзиусови. Температурата е полезна затоа што може да ги уништи патогените. Не треба да се пушта над 60 степени да се развива, затоа што тогаш се развиваат термофилни бактерии, кои исто така може да бидат несакани. Се контролираат условите на следниот начин. Првите 4 дена се става барем 1 кубен метар или кубик и пол органска материја во специфичен сооднос на елементите што содржат повеќе азот и елементите што содржат повеќе од јаглеродот. Секогаш треба да одиме повеќе во полза на јаглеродот, некогаш дури ако можеме 30 пати повеќе да има јаглерод, за да не ни се случи заради премногу азот кој е на некој начин горивото, ги поттикнува сите тие процеси и лесно испарува во атмосферата, да не се случи да ни се намали сериозно волуменот на компостот. Се обидуваме да останеме горе-долу во рамките на 1 кубен метар за тие денови. И да не излезе од контрола во смисла да се развијат несакани микроорганизми или да се појави согорување пребрзо на органската материја. Исто така е многу битно да се одржува редовно влажноста на компостот, тој да не биде удавен во вода, но да биде редовно навлажнуван. Тоа се проценува со земање еден грст примерок од компостот и силно да се притисне и треба од него да капнат 2-3 капки барем вода. Тоа е знак дека е добро натопена целата таа органска материја. Првите 4 дена се остава така убаво размешан компостот да почнат сите тие природни процеси на разградување. Кога ќе тоа е 4-тиот ден, кога превртуваме компостот, тоа го правиме внимателно, така што тоа што било во средиштето, јадрото, го оставаме да иде на страна, сега тоа е обвивката, тоа што ќе го обмотува компостот, додека тоа што било на периферијата од страните го ставаме во јадрото и тоа го правиме со причина рамномерно да се распоредат микроорганизмите што го предизвикуваат процесот на разградување на органската материја. Од тој 4-ти ден, преку еден ден, значи секој втор ден, па се до крајот, се превртува компостот на начинот што го опишав и во потреба се додава вода за да се одржува влажност. Како и секој компост, тој треба да биде на завет, да биде заштитен од атмосферските влијанија, да не биде премногу на сонце, да не биде премногу изложен на ветер, затоа што е многу битно да се одржува и температурата, особено во првите 4 дена, а потоа таа постепено се намалува. Од прилика на кусо, мислам дека е тоа. Може повеќе да знаете, има доста литература токму на овој вид на компост, за овој вид на компост. А понатаму, колку што се сеќавам, може да продолжам да... Да, би сакал да ни кажеш за последниот ваш проект, во кој направивте обединување на она што вие го работите, градинарењето и визуелната уметност. Да споменеме дека и нашиот прилепски уметник Атанас Атанасовски беше вклучен во овој проект. Па нешто повеќе за тоа и како сето тоа се реализира, како едната и другата гранка се сплотуваат и меѓусебно се инспирираат. Еве пак уште нешто што е специфично за пермакултурниот дизајн, многу го вреднуваме работ. Работ во било кој поглед, дали е тоа раб што се однесува на општеството и природата, раб меѓу две состојби, некоја полупрепустлива мембрана меѓу клетки, затоа што таму се случуваат процеси на размена. Дали е тоа културна размена, дали е тоа размена на хранливи
состојки на хемиски соединенија. Тоа е просторот каде што може да се случи изобилството. Да има разновидност и да има плодоносност. Па така решивме да сработуваме со уметниците и да бараме допирни точки со градинарството. Некако може бевме инспирирани од некои текстови на Дона Хаraway, каде што таа спомнува дека во ерата што настапува по антропоценот, тој фамозен антропоцен кога ние како луѓе сме оставиле, така се замислуваме, доволно длабок впечаток на геолошкиот развој на планетата, што понатаму таа предлага еден пристап на така наречениот луд градинар, кој се живо и диво компостира. Па така и ова дело, условно речено е живо, затоа што тоа представува една купола, во која од површината се наполнети вреки од јута, кои се разградливи, и куполата е направена од картонски туби, и тие се разградливи, и вреките се наполнети со мицелиум, со слама, малку земја, картон, мицелиумот е од печурката буковка и исто така има семе од полско цвеќе. Така што овој артефакт, ова уметничко дело не е постојано, не е направено да биде трајно, туку напротив, неговиот процес на разградување во исто време е и процес на развој. Затоа што како што се распаѓаат материјалите што се создадени од луѓето, од уметниците, таа конструкција, така се развиваат растенијата и габите. И ние долгорочно сакаме да го документираме тој процес на разградување и развој на животот од нешто што на почетокот било навидум неживо. Тоа би бил концептот за потватот. И како што кажа, имавме честа да ни одржи една многу поучна презентација уметникот Атанас Атанасовски, затоа што тој, представувајќи го своето творештво, всушност ни покажа дека има значителен удел во македонската уметност, особено на поглед на уметничкиот израштај е многу близок до ленд-артот. А ленд-артот нас не е интересен затоа што тоа е таков исчекор надвор од галериите и работа со природни материјали на привремени поставки кои потоа повторно се претопуваат во природата без да остават некаков длабок трак или штета да нанесат. Димитар, многу интересни теми зафативме и благодарение на тебе добивме многу исцрпни одговори. Ти благодарам за овој разговор. Јас на нашите слушатели, гледачи, ќе им кажам дека можат да напишат зелена арка на социјалната мрежа Facebook, за да можат... Зелената арка, за да можат да ги следат вашите активности. И јас искрено сум со надеж, бидејќи нашето радио се наоѓа во Прилеп и почесто е во комуникација со жителите на Прилеп и на Пелагониската котлина, дека токму ова ваша општествена градина, искрено се надевам ќе биде поттик за нешто слично да се случи, можеби и кај нас, во Прилеп, во Битола или во помалите градови и села во овој дел на Македонија. Ти благодарам за вниманието, искрено посакувам успех и еве ветувам посета на вашата градина штом ќе бидам во Скопје, да размениме муабет и искуства во живо. Благодарам за поканата, благодарам за поддршката. Јас исто така се надевам дека и во Пелагонискиот регион, во Прилеп и слично цела околина, ќе се развијат слични вакви иницијативи. Ако треба поддршка, ние сме тука со нашите искуства почетнички, ама ќе ги кажеме најголемите грешки што може да се направат, барем тие што ги направивме ние. И исто така, Тоа се случува. Да, нормално е да се сакам случи. да поканам на отворањето на градината. Тоа би ни... 25 август ќе биде тоа. Да кажеме уште еднаш кога? Официјалното отворање на градината ќе се одржи на 25 август, тоа е следната среда за една недела од сега.
Благодариме за поканата и јас искрено се надевам дека ќе може барем некој од нас да присуствува. Тоа е убав Ќе ни и биде свечен чест да миг. ве пречекаме. Ти благодарам уште еднаш, ти посакувам пријатна вечер и до слушање, ќе ги следиме вашите нови активности и се надевам пак ќе имаме можности за дружба. Поздрав! Kiraj, dziecię. Javan Kade odis Kade Radio Bela. Се надевам дека уживате и во музиката и уживавте и научивте многу од разговорот што претходно го имавме со нашиот соговорник Димитар Самарџиев. Во рубриката, во првиот дел од рубриката Во градината има само љубов, зборувавме за лубеницата. Се уште чекаме некој да се јави или да напише во коментари да каже зошто на Преображение се јаде лубеница и грозје. А до тогаш, во вториот дел од рубриката Во градината има само љубов, зборуваме за цвеќето кое многу го посакуваме во вазните за домашна декорација. Зошто? Затоа што многу долго трае. Статика, кермек или лимониум е двогодишно или повеќе годишно растение, може да биде со различни височини и достигнува максимум висина од 70 до 80 сантиметри. Припаѓа на интересна фамилија на растенија. Неговите стебла се ребрести, а цветовите се ситни и цветовите формираат розета. Секој цвет е со диаметар не поголем од 1 сантиметар. Ова растение цвета со, рековме, мали цветови и меѓу кои има бели, црвени, понатаму нијанси на розева, виолетова боја и едноставно е интересно затоа што кога ќе го имаме во свежа состојба го чуваме во вазна, а подоцна сувиот цвет може дури и цела година да стои во нашите вазни без потреба од вода. Најдобро се препорачува да се гледа како едногодишно растение, затоа што помалку се исцрпува и цветот си ја има својата потребна големина и квалитет. Инаку, како цвеќе, не толерира пад на температурите и навистина е прекрасен декор во нашата градина, но и во нашиот дом како режано цвеќе во вазните. За среќа го има по нашите пазари. Оваа фотографија ја улови нашата колешка Гордана Цветановска и еве сега тие што не гледаат може да го видат познатото цвеќе за кое ретко кој знае дека го носи името статика, веројатно заради тоа што толку долго е статична состојба со свежи бои.
Го имаме и човекот кој што веројатно произведува и продава, го продава и го произведува ова цвеќе, и вие секако можете да го најдете на пазарите и да го купите. Еве една прекрасна фотографија, и каде што се гледа дека луѓето што се занимаваат со цвеќе навистина цветаат од радост. Ние сега ќе слушнеме уште една песна од Добрила и Доријан Дуо, како најава за нивниот концерт на 21 август, а потоа во студиото го имаме нашиот гостин денес, Кристијан Шемко од Фарма Зрсе. Ah
šta ljubov, ljubov golema. Suzi proronam za našta ljubov, za našta ljubov, ljubov golema. Работиме домаќински и како за себе. Гермак дизајн, прецизна обработка, најквалитетна монтажа на ПВЦ и алуминиумска дограма од германско производство. Телефон 078 308 548 и 075 883 230. Гермак дизајн на раскрсницата наспроти новата автобуска. Гермак дизајн. Грижата за вашето здравје нека биде во сигурни раце. Вива Фарм 2005 аптеки во Прилеп и Кривогаштани. Телефон 048 400 901 и 400 902. Работиме домаќински и како за себе. Гермак дизајн, прецизна обработка, најквалитетна монтажа на ПВЦ и алуминиумска дограма од германско производство. Телефон 078 308 548 и 075 883 230. Гермак дизајн на раскрсницата наспроти новата автобуска. Гермак дизајн. Жено, жено. Донесе некое крапче изгледа. Идам. Ајде, побрзај. Камо риби? Какви риби? Риба сум фатил, златна рибка. И каде? Ја пуштив каде? Ми рече ако ја пуштам ќе ме носи во Рајска долина. Бре, ти да не си се напил нешто пак? Не. Во Рајска долина има се. Ракија, салата, крапче, пастрмче и најубави специјалитети од свежа риба. И молим, спремај се, тргаме одма. Резервирајте на 071 200 355 или 078 261 281. Ресторан Рајска долина е таму каде што е спокојството и вкусната храна, на регионалниот пат за Охрид кај Прентов мост, недопрена природа и гурманско уживање. Проверете. Рибник Рајска долина на 14 км пред Охрид. Ја слушате и гледате Градината на Филип, 18 часот и 24 минути во рубриката Револуционери со мотика, а денес наш гостин Кристијан Шемко од Фарма Зрзе. Добар ден и добре дојде во нашата емисија. Како што нашата емисија е нова, релативно нова, ова е само второ издание, така и вие годинава имате еден нов пресврт, годинава се оформи Фарма Зрзе во Зрзе. Ќе зборуваме ние што се произведува и што се одгледува таму, но да кажеме дека Фарма Зрзе е основана од двајца браќа, Кристијан и Михаил, кои урбаниот начин на живење одлучуваат да го променат и да дојдат од Скопје, од престолнината, да дојдат во едно мало село како што е Зрзе. Што беше причина да се случи тоа?
Супер прашање. Мислам дека нели генерално сите ние одлучуваме нешто да правиме во животот. Кога ќе ни дојде некоја ситуација за промена, нели? Сметам дека градот Скопје као град ние си го сакаме, ние сме таму родени, чеирчани и секогаш ќе ни биде првиот дом. Меѓутоа сметам дека во животот доаѓа одредена промена која се свестуваме да речеме нешто и сваќаме дека село Зрзе во овој период ни го нуди она што нас ни треба, а тоа е природниот начин на живот. Самото село, каде што немаш многу луѓе, да речеме потивко е малку, се работи баш како што се работело пред 100 години со дрво, со малтер, со многу е некако кол. Да како филмски го доживуваме поше, отколку реално. Така. Да. Ново доживување. Ти си режисер по професија. Дали ти помага, ти влијае врз инспирацијата во таа работа и дали воопшто имаш време да се занимаваш и со режија, бидејќи сега периодов си посветен на фармата? Така, добро прашање. Мислам дека ако најдеме баланс меѓу тие две работи, се може да се постигне. Меѓутоа периодов сум малку пофокусиран на Фарма Зрзе, со оглед на тоа што го работам и маркетингот за Фарма Зрзе, односно јас сум човекот кој стои зад постовите, таа уметност треба да се креира и таму. Фактички јас ја работава само друга форма. За режија секако дека имам планови, сакам да започнам со убави реклами за Фарма Зрзе, така да се со свое време. Така да сигурно инспирација ќе дојде од самиот живот. Мене ми е сосема окей, да, за тоа што имам време, имам и сите технолошки гаджети ги имаме таму, така да многу време посветувам, да речеме вчера баш 4-5 часа бев на компјутер, истражував, гледав, учев и за уметност, учев и за маркетинг, учев и за бизнис, така да се уедно го правам тоа. Да. Така. Дружбата со природата овозможува еден спој на сите тие нешта. И вие како двајца браќа одлучивте и ја започнавте Фарма Зрзе. Што Фарма Зрзе одгледува и што произведува? Супер. Фарма Зрзе се занимава со одгледување на кокошки кои се пуштени на отворени пасишта. Ова е релативно, мислам дека е нов начин на одгледување кокошки во Македонија. Генерално има уште едни, мислам, во Тетово, Green Farm се викаат тие, ние сме вторите. Фактички само ние две фарми сме во Македонија што се занимаваат со ваков тип на одгледување кокошки. А тоа е отворени пасишта, они се пуштени на отворени пасишта, јара се што природата им дала, дишат планински воздух, се печат на сонце, примат витамин Д, така да се е у хармонија со таа природа. Така. Да. Вие ги одгледувате за производство на јајца, дали планирате и производство на месо можеби или не? За сега сме фокусирани исклучиво само на јајца, као поголем процент, меѓутоа нешто ново не дојде сега и производство на јувки, затоа што произведено неколку примероси, им дадоме на луѓе да пробаат, вика дека било многу вкусно, со оглед на тоа што користиме јајца од отворени пасишта, се имаат различен вкус, побогати се со витамини, минерали и така натаму. Така да тоа е некоја нова гранка, генерално тие две, а за место се уште е рано, бидејќи не знаеме како моментално би се вклопило тоа во нашите планови. Така. Луѓето се навикнати најчесто јајца да купуваат од големите производители, од големите фарми, меѓутоа забележително се зголемува свеста и луѓето почнуваат да размислуваат на еден поинаков начин. Што е разликата меѓу јајцето произведено, снесено од кокошката која така пасе во тој отворен систем, која е разликата меѓу тоа јајце и јајцето кое го купуваме од конвенционалните производители? Така. Според мене, она што имаме испитувано за овие јајца, генерално имаат 3 до 7 пати повеќе витамини, имаат бета-каротен повеќе, помалку холестерол имаат, односно здрав холестерол за нас, така да не е проблем да изедете повеќе јајца, да не би биде ништо, односно можете да ги вклучите во здрава балансирана диета. Самиот хуман начин на чување на тие кокошки, самите кокошки се срекни, никој не ги затвора, знаеш, и самото кога се среќен, се што произведуваш ја носи таа енергија. Чудна работа, да. Така. Како спијат на гранки на дрвја? Или имате кокоши? Имаме ние како кукиште, така. Тоа се вика портабилна приголка. Фактички тоа, да речеме, сега имаме голема ливера, нели? Така. И ние ја носиме приголката на таа ливера, ја заградуваме со одреден
одредена квадратура, Така. во зависност колку кокошки имаме, тие пасат тука, они имаат тика гребла нели на нозете, гребаат, пасат се што може тоа место да се изере, што се вика, затвараме, ги внесуваме во приколка, ги преместуваме, преместувате. да, и така го правиме ротација. Колку дена престојуваат на една локација? Зависност од кокошките колку број се, меѓутоа од 3 до 2 недели може да останат на едно место, да. Зависност од тоа колку природа има состојки треба, бубачки и така натаму, да. Вие имате два предизвици во Фарма Зрзе. Едниот е тоа што промената на средината ваша лично, но и промената едноставно занимавањето со нешто различно од претходно. Дали наидовте на некои проблеми, дали наидовте на некој шок, можеби или на нешто што не очекувавте дека ќе ви се случи па ве изненади? Прво вас како луѓе во промената на животната околина, а потоа и некои можеби изненадувања во однос на одгледувањето. Така, супер, убаво прашање. Според мене, она што веќе неколку месеци сме со овој начин на живот, нормално тие почетните шокови као кај да пијам кафе, ми се јада се бале бурек, кај да земам, нема ништо таму, нели? И едноставно се адаптираш на тоа, научиш самиот да готвиш од сабале, свегаш, а ти се менува целиот биоритам, да речеме, легнуваш порано, стануваш порано, имаш кокошки за кои би се грижал, нели? Па се околу тоа ни е сосема нешто ново, сосема кул. Тоа што го приметив као различно нешто, во нас се роди некоја нова свест, бар за мене, да речеме, не можам да кажам за другите, па некако се, како што викаш ти, се поврзав со природата, сум посреќен, попродуктивен сум сега, немам некои грижи на страна, немам некои врева од градот што се случуваат овие забрани рестрикции, само си се као дивиот запад, знаеш, оставен сам на себе, има неколку жители во селото, како анархија е, да речеме, нема закон, нема ништо, наставно се учиш да соработиш со луѓето, ги учиш оние основни човечки правила и вредности, односно да си помагаме еден на друг, да си дареме нешто еден на друг, да се дружиме во таа. Тоа сакав да речам, значи прифатени сте од села. Ние претходно сме биле таму, Так. знам дека на почетокот не гледа као шо бараат овие се глупираа као, знаеш, ама сега кога што поминуваме време таму и они више се као супер, знаеш, имаме некои кул дечки со кои би се дружеле, споделуваме знаење кои што научиле кокошки за оваа зона. Ако имаме некој проблем, ја отворив и група се на Вибер, се вика Република Зрзе, се вика група, да, и таму споделуваме секој некој проблем, па состануваме, имаме состанок, па се дебатира. Ова е баш филм. Као, да, баш да ти во Америка исто. Кога наместо да се режира филм, кога човек е режисер по професија и во своји раце одлучува да го режира својот живот. Па ја сам така, да. Буквално секоја сцена и кај ќе пијам кафе, извини, кафе не пијам ше месец дена, сок, нели? Си ја одлучувам сцена, и пример, луѓето сега ја што ги гледам таму, баш ова за мене е нешто ново, као се облечени, начинот на кој разговараат со тебе, се е чудно некако тоа, се филмски некако, знаеш, не разговарам вака со нив, туку ги анализирам што прават, кои се нивните навики, и јас се обидувам да се претечам во селото, а не они на мене. Да, тоа сигурно, затоа што тоа е едноставно по-доминантно, силно. Точно, они се таму више одамна Да. и не можам ја да им го нарушувам мирот, да ни ги почитувам кој време се легнуваат, да не правам врева на ветот, да не пуштам музика, и они си имаат некој нивен биоритам, и ние само учиме од нив, пошто мислам дека они имаат богатство што ние градските луѓе го неаме тоа толку, они таму се баш природни луѓе. Така и целото тоа обкружување. На социјалните мрежи, бидејќи ти го водиш маркетингот, мислам дека многу интерес се пројави кон Фарма Зрзе, што е за поздрав. Многу убави прво фотографии, многу убаво доближување на она што го работите. И веројатно луѓето почнаа да пројавуваат интерес за посети и слично, па што нудите во тој поглед? Еве кога некој би решил да тргне во Зрзе и да ја посети вашата фарма. Супер. Ти благодарам на комплиментот за Инстаграм постовите за маркетингот. Во Зрзе моментално сме во некоја транзиција, да речеме, пошто прво бевме сместени кај нашето стара куќа, односно нашите преси, и сега ние го викаме ова ново Зрзе, као сме сега доле се симаме во Така. доле, со братни, и уште ни е во, као што викаш, као што реков, работиме се уште не сме средени 100%, колку што си пасат они све, Так. само ние не сме 100%. Так. Брат ми е доле сместен, јас сум се уште горе, пошто горе ги имам, нели, основните услови, доле се уште е мал се така.
Мислам дека они што би дошле онака се успат и многу луѓе се стануваат, ме прашуваат како што можеме чисто да направиме мала прошетка докај кокошките да ги видат, да ги допраси, поиграат со нив, да купат јајца, те јувки што се викаат прва рака од нас, да видат што се случува тука и да ми кажеме истава прикладна што зборам тука. Така. Да. Прочитав ли за медот од Чалија? Дали кај вас е производството или некој жител таму во Зрзе произведува? Поима не, ми се занимаваме со мед пред 3 години. Така. Се уште сме така у транзиција, да речеме, Така. го тргаме медот, пошто многу време бара тоа, многу внимание. Така. И одлучуваме дека не можеме на два фронта да одиме. Така да медот имаме, мислам, уште оваа е последна као Така. берба и после се ослободуваме од тоа. А за Чалија мислам дека има уште еден, и тоа не сме запознаени воопшто. Така. Да. Кои видови на кокошки ги одгледувате? Со што се хранат тие кокошки и како нивниот живот таму се одвива? Така, супер кул. Имаме повеќе раси на кокошки, имаме американски раси, германски, имаме италијански раси, се викаат амрок, имаме австралоп, исто австралијско е тоа баш. Ние живееме и израснаме во Австралија и од таму ни е таа кокошка као носталгија ја земаме од таму. Ги храниме претежно со жито, со пченица, со пченка, со инсектите што они сами си ги јадат. Ги храниме со се што имаме во нашата бабча, да речеме домати, дињи. Тука кај дињите. Пиперки. Таа фотографија ја видов, значи вие посебно ги ладите дињите, така? Така, ги замрзнуваме, Аха. со тоа што кога ќе има жешко време, летно време, они кога ќе им го дадеш мразат фактички овошето и си јадат од тоа и на тој начин се ладат. Одлично. Тоа Револуционерно е, ја гледам, никој не го прави тоа скоро и ние им ги даваме, они и патлижани имаме ладни, се им ги замрзнуваме тие и они си го јадат мразот. всушност тоа се најстарите начини на одгледување на кокошките кои може да се каже дека со време се изгубиле и повторно сега настанува враќање на тоа и фала Богу слобода за кокошките спротивно на системот каде што тие се во кафе, затворени и така натаму во едни тешки услови за нив. Ние ќе проговориме уште малце понатаму и ќе имаме рубриката Пиши вака, каде што ќе споделиме рецепт, ќе ни кажеш ти како можат да се подготват јајцата од фарма Зрзе, а сега, доколку Николче ни е подготвен, би пуштиле малку музиче да се расположиме, да ги расположиме нашите слушатели и гледачи со преслушувањето на албумот Апокриф на Добрила и Доријан Дуо. Radio Bella. Izlezi vido mori čudo da vidiš, čudo da vidiš vido čudo to golemo, čudo golemo vido jak sočalma, jak sočalma vido glava prevrzana.
видо чудото големо. Чудо големо видо во Содома. Во Содома видо зајак со чалма. Зајак со чалма видо глава преврзана. Следите емисијата Градината на Филип и во рубриката Револуционер со мотика, гостин ни е Кристијан Шемко од фарма Зрзе. Сакаме да ни каже во нашата рубрика која ја наменуваме за рецептите, пиши вака, како најдобро се комбинираат јајцата од фарма Зрзе, кои се квалитетни со многу добри нутритивни вредности, како најдобро се комбинираат, што е најдобро да се подготви со тие јајца. Ставувам читателите очекуваат некој опасен рецепт, да им кажам, да, само ќе кажам дека јас сум тотално тапа за готвење, така да ќе споделам еден многу обичен рецепт, а тоа е да ги испржат јајцата. Меѓутоа тука има еден мал трик, да ги пржат, односно со месо масло со вода, на тој начин јајцето од фарма Зрзе, со сите негови нутритивни вредности ќе го вкусат во неговата најчиста форма. Видите и добро тавче. Да, значи ако не успеха Зрзе 500 ведуваат која има ставено масло за јадење, веќе загреана рерна се подпечува. И време се матат јајцата со млекото и сол се додава по желба. Подпечените кори се поливаат со смесата од јајца и млеко и се печи сето тоа околу 30 минути. Некои во овој рецепт додаваат и сирење по желба и се служи топло и се јаде со во летно време со таратур, павлака или сирење за оние што сакаат да јадат да не сирење. забораваме и кетчап. Еве и кетчап Кетчап е страшна вика работа. Кристијан, така што ова е нашиот рецепт за денес. За крај, како се размислува, во кој правец ќе се движи фарма Зрзе, што ново се случува или ќе се случува кај вас? Така. Во овој период сме фокусирани на, да речеме, на зголемување на фармата, ширење, да имаме што поголем број на кокошки кои ни дозволуваат пастиштата во Зрзе, да продолжуваме со, предпоставувам, со нови продукти, нели сега имаме јајца, во тек ни е исто и јувки да ги произведуваме, ќе останеме на тие две. Мислам дека самото време ти кажува со тек на време што ќе смениме, што ќе продолжиме. Генерално таа рамка да држуваме, тоа се еко јајца, природен начин на живот и ќе останеме со тоа. Тоа не е нашиот вредностен систем. Како токму во тоа, во однос на вредностите, таа работа сигурно ги менува и социјалните односи. Која е разликата на вашето функционирање како браќа претходно и сега, од кога работите еден ваков агробизнис? Така, сите оние кои имаат браќа, нели, знаат дека има една изрека кај што се вика 20 браќа, 20 сложни браќа градат куќа, нели? Так. Имаме и ние, како се вика тоа, предизвици во нашиот однос, тоа што сме, нели, претежно повеќе време заедно сега. Меѓутоа, многу сме паметни во однос на тоа да ги поделиме обврските. Имаме дома една табла огромна, ја купивме бела, со маркер пишуваме на неа, има една линија црвена таму. Во првата линија се пишува неговите обврски кои се од А до Ш и моите обврски кои се, така да ние одбегнуваме да имаме тој краток спој, пошто веќе ни е се одредено. И се почитуваме на тоа, нормално некогаш
ја влегувам во неговиот сектор, му помагам на него, нека ти он на мене. Меѓутоа сега се одлучуваме да си има секој свој тим, он си има негов тим, јас имам мој тим и на тој начин јас ја работам мојата работа, он неговата работа. Имаме состаноци на дневна база некад на 2 дена, се состануваме 7 часот наутро, разговараме што се случува, стратегија кај одиме, што одиме, кај да штедиме пари, кај да вложуваме пари. Се е тоа многу, како што реков, филмски начин на живот, да. Како граѓаните на Прилеп, но и жителите на другите помали места во регионов, па еве и во Скопје, и за сите оние што не гледаат каде и да се, како да дојдат до јајцата од фарма Зрзе? Супер. Може да ги нарачат, моментално ќе продаваме штан од Зрзе, ако поминуваат до манастирот дојдат горе, ќе има еден штан во сабота и во недела, може да се нарачат на лице место. Во текнија сега за недела 2 претпоставувам крајот на август, почеток на септември, ќе имаме и достава до Скопје. Одлично, значи имате многу начини да ги вкусите овие јајца. Јас за крај би ти се заблагодарил за одвоеното време. Поздрав до твојот брат и до кокошките и до семејството. Благодариме што одгледувате среќни кокошки кои несат така квалитетни јајца, кои навистина значат здравје за оние што ги конзумираат. Ти благодарам. А ние понатаму ќе слушнеме музика и ќе се навратиме со последната рубрика за денес, односно предпоследна, тоа е рубриката каде што ќе споделиме кој што има да ни понуди, рубриката Само домашно, и на крај со градинарски поздрав ќе завршиме денешната емисија. Storiš, majko, što me na zlo dade. Nogu nadaleku, mamo, preku crna gora, preku crna gora, mamo, preku matna voda, preku matna voda, mamo, uaj dučka kuća. Uaj dučka kuća, mamo, devetina braća, devetina braća, mamo, gorski Radio Bela. Radio Bela. Radio Bela.
с нощи оти доја мамо сабај ледој доја Oni do teraja mamo do deveto vara do deveto vara mamo Taja bila svila a deseti tovar mamo čista Boga sija Boga sija mamo глава При крај е денешното издание на емисијата Градината на Филип и во рубриката Само домашно. Денес ќе ви представиме од каде можете да купите кори, ние така по прилепски си ги викаме, кори за варејне или јувки, како што вели христијани, како што така ги познаваат. Од каде можете да нарачате свежа аронија, од каде можете да нарачате и да ги пробате највкусните козињаци и солени ролати и од каде можете да нарачате јајца. 077-790-961 е бројот на кој можете да и се јавите на тетка Петкана и да нарачате домашни кори. Значи 077-790-961. Нарачајте кори. Свежа аронија од Владимир Михајловиќ на бројот 078-354-588. Производител на органска аронија во Скопско. Меѓутоа врши испорака со минимум за нарачки од минимум 5 кг на свежа аронија. Солени ролати и козињаци од Прилеп 075-216-179 Билјана. Прекрасни козињаци домашно направени и превкусни солени ролати и јајца од фармата Зрзе можете да нарачате на телефонскиот број 072 306 554. Тоа беа нашите луѓе, нашите гледачи и слушатели кои произведуваат и ни се јавија. Истото можете и вие да го направите, да се јавите, да оставите контакт и да ги представите своите производи. Велат дека ако дневно 10 минути поминуваме со животни, едноставно многу го намалуваме нивото на стрес кај нас. Затоа дружете се со вашите домашни миленичиња, а ако имате простор, време и желба, можете да чувате некое домашно животно, ем да обезбедите здрава храна, ем да го намалите стресот и да имате пријатни мигови. За крај, со градинарски поздрав, ќе ве поздравам вака: кој сади градина, сади среќа, рекле старите кинези. Градинарски поздрав, драги гледачи и слушатели, со музика се одјавуваме од денешната емисија. Се гледаме во среда од 17 до 19 часот во Градината на Филип. Lisica so venci, lisica so venci vido vo
că